Почетоците на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН се поврзани со почетоците на независна Македонија, формирана на 4 мај 1991 како континуитет на историската младинска организација која ги ширела идеалите за независна и самостојна Република Македонија, за до денес да прерасне во најголема и најмоćна младинска организација во Македонија и една од поголемите младински организации во Европа, рамноправна со останатите подмладоци на партии со кои ги делиме идеалите на европската демокристијанска традиција. Во 90-тите години, иако наидовме на огромни пречки и во општеството, па дури внатре во партијата, некои луѓе сметаат дека формирањето на Унија на млади сили во една нова демократска партија е комунизам или е нешто ретро, тогаш успеавме на еден начин да дојдеме до ниво на делегатска форма, тоест делегација на Конгресот во Прилеп, да се издействува формирање на Унијата на млади сили или тогашната младинска организација, што е потврдена со конгресен акт. Со тој конгресен акт бев поместен како координатор или човек кој треба да ја создаде, да формира таа Унија на млади сили на ВМРО-ДПМН, да ја направи нејзината организација и костур. Додека се одржуваше седницата на која се формираше Унијата на млади сили, надвор во градскиот парк пред споменикот ечеше македонска музика со патриотски песни и едноставно беше како и на секоја една македонска слава и прослава. На ова место беше поставена театарската представа која што се викаше во тој период Гоце е жив, од драмското студио Оаза кој што работеше во склопот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Во моментот кога се поставивме како актери аматери на овој простор и каде што председателот на младинската првпат официјално во јавноста кажа дека постои Унија на млади сили на ВМРО-ДПМН и дека таа организирана група на млади луѓе кои што нели понатаму ќе действуваат согласно статутот на партијата ВМРО-ДПМН, а не случајно беше одбран 4 мај, денот кога нели го обележуваме убиството на Гоце Делчев со една таква театарска представа која што се викаше Гоце е жив. Се врати духот на Гоце Делчев, преку нас младите луѓе во тој период ја продолживме приказната онаму каде што застана. Низ годините, Унијата на млади сили прерасна во носечка сила на ВМРО-ДПМН, активен креатор на младинските политики, значаен фактор во донесувањето на одлуките и креирањето на иднината на нашата земја. Се случуваше војната во Југославија. Унија на млади сили не седеше во ниеден момент со скрстени раце. Учеството и одбраната на еден куп македонски регрути да не заминат во таа бесмислена југословенска војна, значи застанувавме пред возовите како живи штитови, легнувавме по 30 во ред на пругата во Скопје, Куманово, Велес, Битола. УМС со текот на годините претрпе голем број кадровски и организацијски промени. Со овие реформи прераснавме во современа организација со квалитетни идеи и проекти, а во центарот на вниманието остана младиот човек како движечка сила со целиот свој креативен потенцијал, како извор на енергија за новото време. За да доловам вистинската слика за тоа каков беше овој период, ќе ви кажам дека тоа беше период во кој што партијата немаше свое возило. Во овој штаб кој што е зад нас имаше само 2 или 3 канцеларии. Од технички средства имавме една машина за пишување. Но имаше многу голем ентузијазам и желба да се создаде младинска организација пурнек на европските млади организации. За прв пат излеговме со членски книжки на Унијата на млади сили, формиравме околу 40 на општински организации, што значеше поставеност на целата територија на Република Македонија. Излеговме надвор од границите на Република Македонија и воспоставивме контакти со подмладоците на десно ориентираните политички партии, пред се во Демик, а потоа и во младите европски конзервативци. Се случи конгресот 95-та година, кога и ВМРО-ДПМН се трансформираше. За прв пат се декларираше како демокристијанска политичка партија со народна и европска ориентација, дел од европското семејство на народни партии. Следува активности во почетокот на 96-та година, како што беше собирањето на потписи за предвремени парламентарни избори,
кој што најголемиот дел апсолутно беше на грбот на Унијата на млади сили. Собравме 220.000 потписи и се обидовме да издействуваме предвремени избори, за жал тоа не се случи. Но веќе во втората половина на 96-та можноста се отвори преку локалните избори, каде што ВМРО-ДПМНЕ освои забележителен резултат. Морам да кажам дека тогаш за прв пат млади луѓе од ВМРО-ДПМНЕ пред се членови на Унијата на млади сили, 50 од нив станаа членови на советите во општините, 20 од нив стана председатели на совети и имавме и еден градоначалник кој што беше од редовите на Унијата на млади сили. Во председателството на годишната конференција 97-та година можевме да се пофалиме со бројни млади луѓе кои што нешто значеа во тоа време. Го имавме најмладиот доктор на науки во тоа време кој што подоцна стана и пратеник, господинот Данило Глигоровски, најмладиот градоначалник во Република Македонија, членот на Советот на општина Центар и најмлад брокер во Република Македонија, денеска председател и премиер на Република Македонија, господинот Никола Груевски. После ова, навистина, се беше поинаку. Се чувствуваше ветерот на промените, се чувствуваше дека ВМРО-ДПМНЕ доаѓа на власт. Голем дел од членовите на Унијата на млади сили учествуваат директно во извршната власт. Ако ги погледнеме општествените случувања во Македонија од 2001 година па до денес, ќе сватиме дека младите во ниеден момент не беа статисти во тие процеси. Напротив, кога беше најпотребно, тогаш младите со својот ентузијазам и креативност, со своите можности и знаење, го даваа најзначајниот придонес за надминување на предизвиците. УМС, како најстара младинска организација во демократска Македонија, има одговорност да ги обедини младите сили, да не прави никакви подели, да обединува за развој и прогрес, да обединува најпрво во срцата, па во разумот и мудроста. Пред Македонија стојат многу предизвици, а младите ќе бидат дел од решавањето на сите нив. Имаме јасна мисија, јасна визија и јасна цел. Ве повикувам да се приклучите на успешниот тим, сите да бидете дел од големата екипа на Македонија. Заедно сме посилни и заедно сме помоќни. Кога некој би ме прашал во што е главната предност на ВМРО-ДПМНЕ, јас би му одговорил дека тоа е во разбирањето на новото време и младоста, која доби заслужената шанса во нашата партија. Се покажа и докаже дека тоа беше исправен потек. Навистина, младоста во комбинација со одговорноста станува непроценлива предност во политичкото действување на една партија. Тоа е енергијата која носи победата, но пред и над се тоа е енергијата која ги носи промените и реформите во нашата земја. УМС, со повеќе од 20.000 членови, е составен дел на секоја наша победа. Пожртвуваноста, идеите, неуморноста, оптимизмот, енергичноста на младите луѓе од УМС се нешто на што може да се смета пред секој предизвик со кој се соочуваме и како партија, но и како држава. За тие одлики, УМС од секогаш ја ужива мојата почит и безрезервна поддршка. Пред нас е уште многу предизвици и убеден сум победи. Го честитам големиот јубилеј кој е потврда за нераскинливата врска помеѓу УМС и самостојна Македонија. Одговорноста која младите сили на ВМРО-ДПМНЕ пред 20 години ја покажаа кон врвните национални приоритети и татковината беа и се оврска за секоја наредна генерација. Јас искрено мислам дека секоја генерација успешно ги исполнуваше чевлите на претходната и го даде својот максимум. Затоа и тврдам дека токму оваа генерација, токму вие, ја имате енергијата за новите предизвици и за новото време. Шансата да го промениме сопствениот свет на подобро, шансата да ја промениме Македонија на подобро, е наша и ние нема да ја испуштиме. Некои ќе кажа дека пребрзо ги менуваме работите, но јас ќе ви порачам само едно. Ниту една генерација нема да дозволиме повеќе да го добие епитетот изгубена. Премногу изгубени имавме во изминатите 20 години. Вашата генерација ќе добие шанса за учество во изградбата на подобра Македонија и создавањето на поквалитетен живот. Нека е честит јубилеј. Да живее Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, да живее ВМРО-ДПМНЕ, да живее Македонија. 20 години на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. 20 години посветени на Македонија.
Energija za novo to vreme.